Таа е една од најуспешните модни дизајнери во нашата земја. Незиното име е Елена Пандева, додека пак брендот што го води го носи името Елена Лука. Тоа е комбинација од незиното и името на незиниот син Лука, кој за неа представува се во животот. Максимално, јас мислам не постои друга поблагородна работа од тоа да станете мајка. И дефинитивно животот се менува комплетно после добивањето на своето дете. Така да во секој случај во позитивна насока се смени животот. Се чувствувате богат, при тоа небитно што работите, како се чувствувате, во какви ситуации сте. Едноставно децата носат таква една вредност која што не се верификува со никаква друга земска димензија, би рекла. Се чувствувам многу богат човек. Едноставно среќна сум, исполнета, имам мотив за работа, мотив за функционирање. Пред 7 години кога се формираше Елена Лука и размислував доста. Најпрво мислев да биде Елена и Лука, така ми беше првичната идеја. Меѓутоа, некако сметам дека добро се вклопуваат тие две имиња и се направи како име на дизајнер, а од друга страна за мене имаше огромна вредност сето тоа. Значи, идејата ми дојде точно тоа што сакав да остане некој печат белег во името на самата компанија, да стои моето име, името на мојот син. И мислам дека излезе добра, убава комбинација, кованицата од двете имиња. И покрај тоа што себе си се доживува како добра мајка, жали што поради работните обврски не може доволно внимание да му посвети на својот миленик. Во принцип да ви кажам дека е многу тешко. Значи јас воопшто не сметам дека успешно знам да ги реализирам тие две полиња, да ги поврзам правилно, да направам едно изедначување и така да мислам дека приватниот дел ми страда доста поради работата. Сега природно е да работите во мои години кога имате семејство и сето тоа. Меѓутоа можеби треба да се најде подобар баланс. Да бидете родител не е мала работа. Детето си расте секојдневно и секој поминат ден не можете да го вратите назад. Така да добро е да се престојува со него во секоја минута на неговиот развој, поготово фаза на растење, на формирање како личност. Меѓутоа морам да признам дека не успевам успешно да ги спојам тие две работи, барем слушајќи го Лука и по неговите реакции, не поминувам доволно време со него, дека секојаш бара минута плюс да помине со мене и јас знам дека тоа е така, дека недостасува време едноставно. Значи, се трудам некако да го постигнам сето тоа, кажав, дури планирам уште повеќе да се посветам на Лука, да ми стане некој поголем приоритет, затоа што и ми е практично. Работата сама по себе секојаш ќе ја има, ќе постои, ќе се менува и секојаш ќе сме зафатени. Ама за сега не сум баш задоволна во тоа. Мислам дека може да дадам многу повеќе од себе. И ако секое слободно време гледам да го искористиме за добра комуникација, да разговараме за сериозни прашања, го следам неговиот развој, од прилика знам што се случува во школа, нормално дека тоа се следи. Меѓутоа сметам дека секојаш може подобро. Она малку време што го минуваат заедно се трудат да го искористат во целост, а тоа што Лука најмногу сака да го прават е да играат видеоигри. Елена и не е некој нивен голем љубител, но поради Лука се адаптира и прави се што сака тој, само за да му угоди и да го усреќи. Кога сме дома, најчесто сака да играме некој од неговите игри на компјутер. Јас морам да признам дека не сум баш некој верен другар во тој дел, зависно нели што играме од игрите. Некогаш знам да бидам така не многу одговорна и онака очекувањата на Лука не се тие во однос на тоа како се однесува. Инаку премногу слободно време немаме, морам да признам. Кога има време, некогаш знаеме да излеземе, да прошетаме. Да, меѓутоа сето тоа е многу малку и мислам дека треба во наредниот период, баш дискутирав со Лука, да поработиме на тоа, да малку повеќе се дружиме, можеби јас да редуцирам од моите задачи и некако да почнеме да бидеме малку повеќе надвор. Лука за Елена ќе каже дека е одлична мајка која му дозволува се. Единственото нешто што му пречи е незината презафатеност со работните обврски. Поред мене мајка ми многу ми се свија како се однесува и Сонце, научен да е. Не. И за днес многу ми се свија како се однесува и понекогаш бидејќи она како што рече немаме многу време заедно, бидејќи има многу работа и јас потпуно ја разбирам, а понекогаш кога веќе почнувам вика не можам, имам работа, веќе почнувам да се нервирам, викам ајде што е, кај си. Затвори тој лаптоп. Да, стварно. Не може. И кога
некогаш кога ќе текне, многу ќе се израдуваме, ќе седнеме заедно и ќе почнеме да играме некои мои игри. Еве на пример, у почеток играта Minecraft, што е со градење, нема врска сега во моментов, ама многу ми се свиѓа кога е така, а иначе не се свиѓаат некои пукачки игри и такви ствари. Неќе пукачки игри мајка му. И потполно ја разбирам, женско е сепак и се ми е супер симо тоа. Освен што ужива да игра видеоигри, малиот Лука исто така оди на кошарка, а свири и гитара. Гитара свирам колку беше? Гитара свирам сигурно 1 година и можда месец и сега ќе имам распуст, така да ќе имам уште 1 година плюс. И многу сакам гитарата. Денес кучев Thunderstrike од AC/DC и повеќе се движам на солажи, ама нешто прекинав овој период и почнав да свирам песни, Thunderstrike, например, и што имаше таму? Хотел Калифорнија свирам. Пееме заедно, Да. Еве слободното време и така го поминуваме. Да, исто. Мудата сега засега не го интересира Лука, но понекогаш знае да изненади и да нацрта некоја интересна креација заедно со мама. Па, токму поради тоа, Елена наскоро планира да направи нова модна колекција која ќе ја реализира со помош на синот. Покажува некои афинитети кон модата, така дека разговараме многу често, ги знае моите проекти, тука е околу мене и гледа дека нешто стално се работи. И јас и мојот дизајнерски тим кога работиме, знае како оди тој процес на производство на облек. Нешто посебно не покажува, и ако реков покажува, меѓутоа еве разговараме често дали да направиме детска колекција. Можеби повеќе го воодушевува самиот тој момент дека еве може тој да направи своја колекција, па како тоа ќе го реализираме на сцена, па прави една комплетна представа за тоа како би изгледало сето тоа, ако евентуално се оствари. Меѓутоа имаме мал проблем, значи од желбата да направиме детска колекција до самата реализација. Тој обично во тој меѓупростор си има некои други своји афинитети кои што не се поврзани со модата, така да лично сметам дека нема да биде мојот наследник. Такво чувство имам и ако оставам на него самиот нели да се одлучи. Меѓутоа пак има афинитети за уметност генерално и модата и уметност според мене. Мислам и да се занимавате со тој дизајн. Ја сакам многу музиката, глумата, значи тој има во себе уметнички аспекти многу. И мислам дека можеби таа ќе му биде некоја животна опретелба и ако кажувам тој треба сам да се одлучи. Свири гитара одлично. Токму Лука е изворот на инспирацијата и позитивната енергија кај Елена. Благодарение на неисцрпната љубов на незиното дете, незиниот живот е поедноставен и покрај сериозност и одговорноста на професионален план.